Што не проживеавме? Еврообврзници, долгови, криза, Аца, Лукас, невестата со пушката, преговори, протести, контрапротести, а народот лови покемони. Ало, покемони ловите? Деновиве сме сведоци дека во Америка актуелната игра Покемон најде го по улиците, тротоарите, булеварите и насекаде станува, да кажеме, една епидемија. Но вирусот на оваа епидемија постепено преминува и во нашата земја. Многумина ќе приметиме пред се во вечерните часови како одат по улиците, нешто стискаат по своите мобилни телефони и продолжуваат. Тоа е најновата игра Покемон. Покемони насекаде. Уште да изјават политичките партии дека таму што се береа не беа преговори, дека се состануваа да фаќаат покемони. СЈ изјави: ние упорно ловиме, никако да уловиме. Јанкуловска: јас ги гледам покемоните фатени за рачиња си гласаат. Ако нема покемони, за уши ќе ги вадиме за да гласаат. А Кили рече: децо, јас уште пред 30 години гледав покемони по улици, па вие ми се смеевте. Еден млад дечко рече: се шетам по улици и ловам покемони. Покемоните ги има насекаде. Ако сакаш да уловиш најмногу покемони, само влези во собрание, пријателе мои. Јас сваќам свадби, сваќам веселба, пијани сватој, ама невеста со пушка, бе? Прв пат гледам, невеста со пушка. Изјавија дека пушката не била со куршуми, дека била со огномет. Пушка со огномет, да, а од чешмата Кока-кола течи. Абе, Алиса во земјата на чудата. Замислија невестата со другарките в соба. Однадвор викат: ајде, пуштете ја невестата, сакаме да ја купиме. А та: чекајте, да ја наполнам пушката со огномет. Ајде да видиме што се случило. Пушката, според информациите што ги имаме, е формацијско оружје на полицијата и војската и за неа граѓаните не можат да добијат дозвола ни за носење, ни за пукање. Абе, нема врска дали е пушката од МВР, дали има или нема дозвола. Прашањето е: каква жена треба да си за да земиш на свадба да пукаш со калашот? Добро, ти си феминистка, ти си поинаква, имаш посебни барања од мажот. Зошто само мажот да има право да прави глупости и се да му е простено, а? Што би се случило ако жена си ја земе власта во своји раце? Пример, невеста си, пукаш со пушка. Зошто? Пример, 10 години во врска сум, едва ме побара. Арно останав трудна. Со калашот начело: ајде, побарај ме, ајде. Дали сакаш да бидеш моја? Сакам, бе, сакам, 10 години си го губам времето со тебе. Друго, да се знае кој е жената во фамилијата. Има да пукам. Како што е адет, зетот да го забричат во дворот, сега невестата среде двор ќе ја депилират. Или иди од на фризер, невестата со пушката нарамо. Зошто да плачиш, да се нервираш што ти ја утнале фризурата? А пробните фризури кокошката знаеше да ги напре како што треба и зошто сега да плачиш? А ќе земиш, ќе ја пукаш, бе, фризерката ќе ја пукаш. Пукам со пушката. Зошто? Затоа што сакам да бидам поразлична. Па наместо Бидермајер на свадба ќе фрлам пушка. Добро е што бомби кашикари не фрлаш, да ти кажам право, невесто. Ќе заврши вечното ривалство помеѓу невеста и свекрва. Сега комотно можеш да речеш: абе, ако сакам ќе ја пукам свекрва ми, па шо? Зошто да не ја пукам, а? Или наедноставно: пијана сум, трпете ме, ќе пукам. Нема потреба да работиш. Твое е да се хедонизираш со парите што ги печали мажот ти. Нели сакаше тој сам да биде маж? Како поддршка, државата ќе субвенционира пушки за невести. До 20 години невеста целосно субвенционирана пушка. До 30 години со 50% учество. За невеста која влегува во втор брак ќе се дава шмајзер. Кај нас, како што се носат закони во зависност од расположението и желбите на пратениците, може и да изјават: државата е должна на секоја жена да ја обезбеди оружје за да ја прослави својата свадба. Заради рецесијата и одложениот кредит мора периодов да се користат службени пушки и пиштоли, но кога ќе ја добиеме еврообврзницата, секако дека секоја невеста ќе си добие по едно куферче, како оние торбите со пудри, кремчиња и пелени што им ги даваат на времето, што им ги даваа на секоја породена жена. Сега секоја невеста ќе добие сет оружје за својата свадба. Па, девојки, уживајте, а зетот со здравје да си го носи. Ако во случај имате девојка која има афинитети према пушки и уште не е свесна дека живее во Македонија, еве неколку причини за да и се скараш.
се isfarba плава и мислам дека плавушите се глупави. Знам дека е без везе причината, ама сепак е некоја причина. Ако не фати ова со плавушата, речи дебела си, не беше ваква ко се фативме. А на првиот состанок ми рече ќе останеме вакви за секогаш. Друга причина. Облечи се најглупаво што можеш да замислиш и речи сакаш да ме промениш. Сите овие работи ти ми ги подари. Ова сигурно фаќа. Друга причина. Келнер си. На секоја маса ти се лепат мачиња. Ти се лепат за пијачка, не дека си многу убав. Изгледа има некој женски хормон кој што работи посебно кога гледа маж со ајнцер. Душички мили, тие мислат дека мажите дома така ќе му трчат со ајнцерите. Нема везе. Следна причина. Таткој нема да е повеќе директор. Караи се веднаш. Барем биди искаран додека не се среди ова со кризата. А после тоа, ако татко и пак се врати на функција, почни да ја пишуваш пораки во 2 сат од ноќта. Злато сгрешив, бе во заблуда, мрачни сили ме обзедоа. Следна причина. Има брат. Бесполезно е да се влечиш со неја кога брат ти пак ќе го чапне под кровјето. Или напнија да купат незините стан, оти ако не купат сега, дури си во врска, никогаш нема да купат стан. И кутрите сакаат, и тие кутрите сакаат да ја мажат некако. Следна причина. Сакаш да одиш на работа летово во Германија. Германките велат биле многу либерални. Пред тебе е животот. Ти треба да си поживеш уште малку. Башка, знаеш неколку збора на германски. Пример, Ахтунг, Ахтунг. Само не војкај Ахтунг, Ахтунг, дури си во ВЦ, во некој градско ВЦ. Оти ќе мисла дека бомба имаш активирано. Следна причина. Ќе одиш со друштво на закинтос, односно со другарите од теретана. Ќе се стегате по плажите, ќе се мачкате со масло, ќе се сликате за по фејсбуци, скараи се на девојка ти. Вака напумпан може и некоја мулаткиња да свиткаш. А ако си лесно заљублив, тогаш може и да ја земиш за жена таја мулаткињата. Па после таја пола живот има да се чудиш јас нашло овде. Следна причина. Мајка ти мисли дека е нечесна. И не само што не е чесна, туку има една женска во комшиите што е дојдена од Австралија за мажење, па подобро би било ти сам да си ја побараш среќата, а не да си го губиш времето тука со некоја. Не сакам името да ја го спомнам, вели мајка ти. Следна причина. Од ВМРО прави торти со лавчиња. Следна причина. Од СДС скараи се одма. Немаш да ја трпиш кога ќе дојдат на власт, кога ќе станеш шеф, како ќе лапниш тендер. Мисли малку. Не мислиш? Не, па скараи се веднаш. Со Роспија е. Нема потреба да ја трпиш низ куќа. Зашо и да има проблем ќе ти прави протести дома. Дома ќе можеш да ја користиш само кога ќе треба да фарба јајца. Но секако има и доста причини да не исескараш на твојата девојка. Зошто да не исескараш? Еве неколку причини. Прва причина. Работи државно и има решение. Тие 8.000, таја 9.000, накриви си ја капата и збогум сиромаштио. Ќе си се карал, ќе акаш, ќе бараш некоја нова. И така ти со оваја пола живот си помина. Следна причина. Поубава е од тебе. Колку ти е макашо како мал си бил убаво дете. Тоа е иронијата. Колку погрдо дете си, толку е подобро. Кој ќе подпорасниш, малку да се разубавиш сите. Види го, се пролепша детево. За тебе мозолки во пубертет, се мачки на кашлица. Се едно ти е. Ти и така си грд. Па женска да фатиш. Сите, вау, види го бе, глеј, женска си фати, лепотан. Така да, немој да и се караш. Никогаш нема да фатиш позгодна женска. Следна причина, нема браќа и сестри, а има 2 стана. Ова причина за да не исескараш можеби е најбитна. Во едниот ќе живеете, а другиот под кирија. Не мораш да работиш, а цел живот газда. Само кирија ќе си бериш. Следна причина, има кафич таткои. Веќе можеш да почнеш да го викаш дедо, дедо да го запишеш во телефон, дедо вака, дедо така, дедо. По некое време ќе си вртиш со клучоите и ќе си пиеш кафенце. И сите, еве го газдата, читаш весничиња, ќе си оговараш, тоа е животот. Следна причина, има бугарски пасош, имаш сигурна иднина. По 10 години ќе стави слика од Америка. Еве со мачето играме голф на ливада. А овде од голф знаеш само голф кец што го имате в гаража 15 години. Следна причина, татко има книшки од сите партии и секогаш е директор. И се надеваш дека еден ден ќе се донесе закон да може дедото во наследство да ти ги остави книшките. Следна причина, работиш како магационер во фирмата на таткои. Ти уствари не работиш ништо, само печати маваш така. Не ти е тешко, плата земаш. Не ти се исплаќа да и се скараш, човече. Следна причина, таткои и ти
Таткој ти има дадено пари за колата. Ако се скараш, ќе се плашиш да не рече таткој, се скаравте, ајде сега нека ја донеси колата, ќе ја делиме по пола. Тој гумите, јас шофер шајбната. Лето и цела диаспора со се гастербајтери си се вратени дома. Не мислам на тие што работат во Скопје цела година, па сега дремат пред некоја кооперација во селата. Туку мислам за сите оние луѓе кои си имаат заминат од Македонија, за подобар живот. Нив ги викаме иселеници. А овие од Сирија, Авганистан, Либија што одат во Европа за подобар живот ги викаме мигранти. Појма немам зошто. Иселениците, тоа се луѓе кои со насмевка ги дочекуваме и очи полни солзи во iščекување дали ќе паднат 50 или 100 долари. Какви ликови се појавуваат? Млад патриот. Името не го даваме. Често пати пишува на Фейсбук од странство каде што е заминат со бугарски пасош. На компјутер седи само за да чита македонски портали и сите пријатели на Фейсбук му се од Македонија. Тој џабе живе во странство. Друг тип на луѓе. Стар патриот, заминат е во 70-тите години, Австралија или Германија, за како што вели тој, заради неговата борба за Македонија. Кој ќе се врати со жена му, се враќа со камерче на батерии, со лентички онакви мали, фирмата што ги има произведено, го има изфрлено од употреба ова камерчето. Шетат по манастири, по некои тури, по езера, снимат кај што течи Вардар. Цел документарец може да снимат за Македонија. Од толку материјали што имат, значи документарец во 10 дела може да го снимат. На крајот ќе им стојат полни лентичињата на кои што снимале, оти нема да знаат како да ги префрлат од камера в компјутер за да ги гледат. Се обидуваат и внуците да ги научат македонски, но Џон и Линзи не се заинтересирани. Можно е да има обновено куќата во селото од кое е дојден. Поточно, ја нема обновено. Оти повеќе браќа се, така да секој треба да даде учество. Не е тој должен да реновира таму куќа сам, да фрла пари, зошто човече? Но има донирано пари за да се стави славина на селската чешма. И 92-та година има пуштено пари за знамето. Тој не се сеќава колку пари има пуштено, но има пуштено. Џон и Линзи, иако не ги интересира да научат македонски, знаат само неколку основни зборови. Клозето, ќе ода во клозетот, гра, дај бира, дедо. Значи, упорно за пиво велат бира, што не е на никој начин македонски. Но тоа не ги спречува да дојдат овде и да си поминат ефтино на одмор. Обично изгледаат како да се на стероиди и заеднички се високи 4 метра. Џон е шатиран со чудна фризура од рани 90-ти години, со тетоважа, некој трајбол нешто, и носи мајца на прерамки, што би рекла Цаци Паковска синдикалка. А Линзи ќе ја најдеш на некој шанк во некој отворен ноќен клуб, како во 4 часот наутро пие водка, џус со брачедај од тука, брачедај ја тормози, ја шета ваму таму. А брачедај си го вежба англискиот со Линзи и се моли Линзи да ги плати пијачките. Џон и Линзи имаат неопислива желба да се сликаат со магар или трактор. Човече. Стари ергени, друг тип на луѓе, напорно работат цел живот. Собрал некој девизен поен од државата која го уклебила и сега сака да земе Македонка. Оти македонките се најпаметни, најдомаќинки, знаат да месат леп во фурна. Таа фурна е во главата на родителите кои си заминале во 70-тите години. И клучно се зема Македонка за на таткото и мајката на зетот да им се обраќа со мамо, тате, мамо, оти во странство други мама и тате невестата, освен нив нема да имам. Мисијата на ергенот се состои од 3 точки, инспирирани од латинската поговорка "Дојдов, видов, победив". Неговата гласи: "Дојдов, одбрав, зедов". Откако ќе види дека не е така, пробува со стројници да се жени. И ако тоа не успее, пробува со лични огласи да пушта во гласници оние кои што никој не ги чита од 2003 година. Друг тип на луѓе, иселени пред 5 месеци. Вау, како се ченџа градо! Beautiful! You have smartphone too? Па фак! Од Америка јас ти купи фиксен фон да се слушаме, еј! Иако се излезени од земјата во временска должина, што слободно може да се нарече продолжен одмор, тие се однесуваат како прв пат да се тука. Ништо не се сменило, луѓе. Исто беше како кога замина во февруари. Ништо не е сменето од бомбардирањето во Првата светска војна, освен комшијата што стави клима. И ако тоа го забележа и ти е beautiful, тоа е твој проблем. Ти се извинуваат дека користат англиски зборови, затоа што сега јас така тинкам на англиски, окей? Окей.
Друг тип на луѓе, дарежливите. Тоа се група на луѓе полна со емоции. Тие многу ја сакаат Македонија и Вујна и Вујче. Тука кутрите тие што останаа Вујна и Вујче, а не беа повлечени во Америка. И тие дарежливите се раздаваат со поклони, фрчат по сите страни по $10. Секој од фамилијата си е среќен со $10. Овие ваквите седнуваат после тоа кој ќе ги поделат тие $10 и цела свиња печена на жар јадат. Вујкото части, а тоа што ќе остани за подома го пакува Вујната со се лубенци, пиперки, се остало се пакува за дома да си го јадат иселениците. Вујче кредит крена за да ги нагоштева странциве. Следна група на луѓе, група такозвана Црвен крст. Ова се иселеници кои се дојдени да ги донесат, а лиштата што не ги носат повеќе. При тоа се модели кои биле во мода во 85-86 година во северниот кварт на Мелбурн, да ги донираат во закрепостаните остатоци од фамилијата. Следна група на луѓе, зачудените. Заминати се пред 50 години и од тогаш мислат дека Македонија е запрена во времето. Тоа ги објаснува глупите подароци што ти ги пуштат, како на пример сад со дигитрон и упатство за користење на истиот напишано рачно на 24 страни. Чоколадо со објаснување дека се јаде тоа кафејавото, иако фолијата изгледа попривлечно. И долу напишано: хе, има и сел прв пат така, се заебав кога дојдов овде. Село нема видено чоклет. Човече. Ти пуштаат дзиден часовник со картата на Австралија, блуза со коала, капа со уши на кенгур и слично, што никогаш нема да ги искористиш. Кога ќе дојде, е изненаден што имаме струја, интернет, топла вода и слични чуда на доцниот 20 век. Еј, и вие имате супермаркет, како? Вау, имам. И вие имате купатило, и кичино, и тука печите лебој. Не само лебој што печиме, туку гледаме и 24 кичен. Друг тип на луѓе, нигде нема живот ко во Македонија. Тоа е тој впечаток. Скинати од лупање по 30 сати на ден, од чистење канцелари, од метење супермаркети, едва иззел еден месец одмор од работа, со тие пари тука царој. Го нема ова дружење, да не можеш да најдеш место за кафе во работен ден, во работно време. Луѓе, тоа се вика невработеност. А тие пак, таа топлина на комшиите, тие разговори со нив, тие меѓучовечки односи. Не меѓучовечки односи, тоа се вика оговарање. И последна група на луѓе, инвеститор, се наоѓа во доцни 50 години и сака да се врати тука со цела фамилија. Сака да и поможи на Македонија. Нормално, сопругата и децата не сакаат, пошто следи развод и одземање на 50% од тоа што го стекнал во тие 30 години работа. Работел цел живот како разнешувач на циментон из Австралија. Па собрал пари за овде кој ќе дојди како паша да се понаша. По шорцој, по сандалки, паша. Сите пари ќе ги инвестира во некоја глупост и откако неславно ќе пропадне неговиот бизнис поради многу причини, ќе се врати во земјата од која што дошол, каде до пензија ќе живее од социјална помош и никогаш повеќе нема да се врати во Македонија. И уште една спешал група. Група на иселеници кои сакаат да понесат добри сеќавања од Македонија и најчесто понесуваат кило пипер буковска и 2 низи пиперки нижани. Од помладата генерација, значи New Wave иселеници, се делат на два типа. Тие што одат на масо забави во дискотеки со рефлектори, трепкачи, дискотопки, пени, чат, ласери, танчерки. Во позадина некоја седмокласна фолк звезда од Македонија завива македонски народни песни. Во песните се спомнуваат долари, министер, казино, кеш и слично. А публиката врти ора на подиум. А тие вискито враце и Македонија, стари крај. Господе. Друга категорија. Тие што не виделе ништо подалеку од црквата и новогодишните луди забави во мензата од црквата. Еднаш биле во Сингапур на една недела, па оттаму имаат многу слики, имам брачет оттаму јас. Многу ти кажувам, тоа е многу ексклузивно. Сингапур, знаеш? Знам, да, Сингапур. Сингапур, знам. То ти е нешто како да биле на шопинг во Лидл во Грција. До толку ексклузивно е. И сега пред да дојдат резервирале лет со 2 дена чекање во Дубај. Поевтин беше така, затоа. Па кога ќе дојдат тука, на дечињата му дават од авионите што му останало од јадењето, онакви путерчиња, млекциња и слични глупости.
Мислам, човече. Првите пијат виски на почеток, а кога ќе преминат во ноќен клуб, порачуваат литров водка со 6 Red Bulli и сите ги стегаат за пола сат. Водка Red Bull ти е ултимейт пијачка на сите иселеници. Мора да се има сепаре или маса. Тие не влегуваат онака и да се мафтат во гужвите, тие си се настрана, ама сите да ги гледаат. Во светлосините фармерчиња и рамбовката или белата свечена кошула со подвиткани ракавчиња, или во спешал варијанта со хавајка, кратки пантолони, се во различни бои, со сите шаренила на нив. Целта е едноставна. Јас сум дојден од странство, видете ме, имам пари, ќе земам некоја од овде, ќе ја женам, ќе ја мажам. Мораш да имаш ланец и мораш да ги имаш стандардните товажи ако си таков иселеник. Голема Македонија. Крст, долу напишано Only God can judge me. Tribal довде до вратот. Лав, профил, амфа, седно. Нешто, некоја кинеска чкртајница тука, што на македонски секогаш значи љубов, верба во Господ, искреност или сила. Ама секогаш тоа значи. А то нема везе. Сите еднаш биле со црнкиња. Океј, поштено. Дојдени се да локаат комагариња, а од дома мислат дека дошле да најдат некоја поштена македонска жена што ќе си ја носат таму. Австралијанките сите до една биле со роспи и нема шанса таква да им влезе во фамилијата. Ами како? Нормално, после 2-3 идења, ќе го женат со некоја македонка, ќе најдат, ќе се најде некоја. Вторите, тие шетаат по цели денови по роднини, во Ореово, Новаци, Кичево, Кукуречани. Викендот ќе одат до Охрид и на пат пред да летнат одат 2 дена во Скопје, да се сликаат со спомениците. Цело време, иако се 30 годишни магариња, шетаат со неговите, со мајци, I love Macedоnia, или со вергината. Ги има и тие со исти дресови од втора лига рагби. Исти само такви дресови носат. Имаат исти бремуди или горни тренерки како татко му. Значи мора ова да го имаат. Не излегуваат по кафичи тука. Што ќе излезат? По 20 сати од село в село ги тегнат, ги мафтат таму по гробишта, по глупости. Ама и онака, ова им беше одмор за сонегоите. Не му беше за журкање. На враќање кон Австралија, пола куфер име со цедиња од македонски јазик, од македонски турбофолк, некои звезди што се наши локални, што тие купиле и што им пратиле за поздрав таму, да ги поздрават нашинците. Свиткани во хартиена кеса за пол кило мелено кафе. Главна атракција за сликање им се спомениците секако, друга слика се прави исто пред распаднатата куќа в село на татко му и ако има некој жив, некој дедо што има 102 години, се разбира сликање со него како атракција, скапа кола на некој друг гастербајтер што ја рентал од Германија за да стигне до тука, сликање со трактор, со машина за сечење дрва, сликање со куќата на мајка му в село, ако постои уште, сликање во дворот на баба му кај што јадат пиперки, печени, лубени со сирење и на Facebook одма пишат хаштаг Macedonian meat, хаштаг хе, со брачедот, по кафичи гушнати, ги гледаш такви дебели во вратоите со ланци се гушнати, вака во другата рака вискито. Со другарките Мелиса, Джеси, Сјузи. Сјузи е Сузана, уствари. Сликани, натртени целите нашанг, објективот од телефонот целиот излепен со пудра што истекла во чантата и такви целите заматени, плюс блицот уште толку ги размачкува, ама ги има долу коментарите. Kiss, beauties, македонки најлични, you crazy, love you, smoke, kiss. И долу коментари читаш. Сузана, поздрави ги твоите. Недела ве чекаме да помините на кафе да ни го донесите плико од тоде. Епа, драги пријатели, време за вклучување на Валдо. Имаме ексклузивни информации од преговорите. Што се случуваше таму? Повели Валдо. Види се. Значи... Постигнавме договор. Не се занимавај со глупости. Постигнавте договор, добро и? Што се договоривте? Кој ќе оди во Калитеја, кој сака да оди во Левкада. Не, за преговорите, за кризата збораме. Добро де, добро, во ред, добро. Ќе се договориме. Не се утре изборите. Добро, кога се изборите? Не се утре, не се сега. Кога се изборите, во ред? Кога се? Кој ќе се исполнат условите, тогаш. Леле. Кои услови? Објасни ми. Ќе кажат
Ќе кажат, реков. Кој ќе каже? Ќе кажат. Кој? Види. Абе, не замарај со политика, ало? Не замарај, реков. Добро, Борит, ајде кажи ми што правеше претходната недела. Абе, не можам да се отрезнам. Не можам. Бев на Аца Лукас. Супер беше. Господе, скара, Господе. пиење, супер. И? Се беше како што треба. Леле, Како си поминавме. Море, како си помина. И? Абе, ни куче, ни магаре по улици. Ама. Да нема. Чист Нема. градот. Алал да му е на градоначалникот. Да. Парада Манойловиќ, опа. Добро. Опа. Супер беше. И ти слушаш турбофолк, а? Абе, коските ме болат, ало, коските ме болат. Слушаш турбофолк, така? Не бе. Бе Шо? да дадам поддршка. Да. Зашо поддршка? Па ни шарена револуција, ни контрапротести, ништо. Ние сакаме да направиме пијана револуција. Господе, Да, пијана. Господе. Имаме и манифест. О, манифест? Да, манифест. Па добро, ајде, Нема што да читам. Ексклузивно прочитај го, ајде. Целта ни е една. Добро? Ќе пиеме, дури не ослепиме. Господе. Толку. Ќе пиеме, дури не ослепиме. Ама ајде, бегајте.